Мојата приказна се случува во центарот на турбулентни политички случувања, каде што е присутна атмосфера на нервоза, на национализам, на шовинизам. За жал, јас и мојата мила другарка, која инаку е од македонска етничка припадност и од христијанска вероисповест, бевме нападнати. Тоест, јас бев нападната поради начинот на мојата облека и бидејќи мојата марама им има засметано. За голема среќа, мојата мила другарка испрати силна порака за безрезервно другарство и висока општествена свест. Имено во месец февруари 2017 година во центарот на мојот роден град Скопје, две момчиња и едно девојче на полнолетна возраст дрско и безобразно ме нападна, навредувајќи ме на религијска основа поради мојата карактеристична верска гардероба. Момчињата и девојчето почна да ме навредуваат не само со навреди попратени со исламофобија, туку и со остра ултринационалистички навреди, како што се губи се одавде, ти не припаѓаш тука, ова е библиска земја каде што нема место за тебе, и мрш од другата страна и навредувајќи ме со погреден збор за албанската национална припадност. Расправањето продолжи тука вербално, не дојде воопшто до физички контакт, се до еден момент кога девојката трна на кај мене со цел за да ми ја трне шамијата од мојата глава, и тука мојата другарка се има вмешано и за жал и насрда палецот каде што таа носеше лонгета цели 10 дена. Случајот веднаш го пријави полициска станица заедно со моите двајца родители. Веднаш од полицијата ми стигна известување дека тие не можат ништо да превземат во врска со ова, бидејќи немале доволно докази. Случката ја информирав во некои интернет медиуми, но немав пристап до телевизија, бидејќи во тоа време никој не сакаше да објави таква сторија. Оваа приказна ја кажувам со надеж и со цел никогаш никому веќе ова да не се повтори без оглед на етничка или верска припадност. Омразата боли, не ја толерирај.